Почитувани гледачи, добра вечер. Следите анализа на Телевизија 24. Јас сум Кристина Беловска. Брзи реформи или спора правда? Партиски ветувања или темелно прочистување во судството? Европската Унија бара, граѓаните очекуваат ефикасни судења, мандатот тече. Помеѓу најавеното и сработеното недостасува отчет. Почна ли процесот на прочистување во судството, одговорот треба да го даде корективот на судската фела. Мој вечерашен гостин е председателот на Судскиот совет Киро Здравев. Господине Здравев, добра вечер. Добра вечер. Ке почнам со она што е најактуелно, пандемијата, која што е фатална за сите сектори, не го одмина ниту судството. Може ли да ми кажете во какви околности работи судството? Па убаво спомнате дека пандемијата за жал него заобиколи судството, така што голем број на судии и на судски службеници се заболени од оваа болест. Овој податок и бројка постојано се менува и е во фаза на зголемување, што дополнително ја отежнува работата на судовите. Меѓутоа, факт е дека ниту еден суд не е затворен. Сите судови, 34, колку што ги има во државата, работат под услови колку што го дозволува пандемијата, почитувајќи ги одлуките, мерките, препораките, протоколите на здравствените органи. Видливи се одложувањата на судски процеси, особено оние кои што се под лупа на јавноста. Меѓутоа се разбира, тука има и голем број на судења кои што се важни за секој граѓанин опфатен во нив. Имате ли застој? Па во месец март 2020 година ние донесовме како Судски совет одлука со која што дадовме неколку насоки како треба да постапува судовите, а меѓу другото и приоритет на предметите по кои што судовите се должни да постапуваат. Во самата одлука е определено не само приоритетните предмети, дека судовите се должни да постапуваат и по другите предмети, со тоа што председателите на судовите и судиите во секој предмет претходно ќе ценат од каков ризик е самиот предмет за евентуално ширење на самата зараза. Значи, на сите предмети и се посветува подеднакво внимание со тоа што се дават приоритети на определени предмети кои што се од државен интерес и пред се од интерес на граѓаните. Тука пресметана е штетата за останатите? Колкава е штетата генерално врз судските процеси? Па факт е дека судовите не работат со пол интензитет, како во нормални услови. За жал, некои предмети, постапките по некои предмети се одлагаат. Меѓутоа, председателите на судовите и судовите се тие практично кои што ги менаџираат предметите и во вакви услови. Има ли потврлување во некои судови во однос на менаџментот, што го споменавте кај некои председатели? Детектиравте ли такво нешто? Па секако дека детектиравме кај неколку председатели, меѓутоа брзо интервениравме, така што работите се доведува во вистински колосек. Зашто се работеше, ако може? Па во два суда на почетокот од пандемијата, како да погрешно се свати дека тие судови не треба да постапуваат од причини што постои голем ризик за судиите и за судските службеници. Меѓутоа, брзо интервениравме и тие судови кои се тие продолжија. За кои судови? Па мислам дека се работеше за Основен суд Штип и Основен суд Битола, меѓутоа немаше ниту еден ден застој и во постапувањето на овие судови. Минатиот месец вие најавивте дека ја разгледувате можноста за воведување на онлайн судење. Иако многу ваши колеги и од судството и од обвинителската фела кажа дека, па и вие самиот посочивте, дека не може туку така да се премине на тој концепт на онлайн судење поради тоа што е потребна промена во легислативата.
Дали во меѓувреме најдовте некакво решение за полесно да се надмине тој проблем и да се премине во една дигитализирана форма на судење? Да, за сега по кривичните предмети може да се одржуваат расправи само со согласност на обвинетиот. И во граѓанските предмети само со согласност на странките. Меѓутоа, многу е тешко оној судењето во граѓанските предмети. Во кривичните е полесно ако обвинетиот се согласи. Што значи ова поблиску сте до решение, имате нешто конкретно? Меѓутоа, ваквата ситуација како императив ја наметна потребата од многу брзо минување на процесните закони, за да можат и во Законот за парнична постапка, кривична постапка, па и во другите кривични закони, да може да се предвидат одредби со кои што, меѓу другото, ќе биде офатено и онлайн судењето. Досега ние имавме неколку онлайн судење во судот во Кавадарци, во другите судови јас немам сознание дека имало такви судења, меѓутоа факт е дека како императив се наметнува потребата да ова искуство од пандемијата понатаму ни послужи да може да се предвидат и правила во процесните закони заради онлайн судење. Тоа е првата работа. Втората работа, на некој начин ние и не сме спремни, дигитализирани, за да можеме да сите судови да одговориме на онлайн судењето. Јас испратив писмо до председателите на судовите и многу мал е бројот на судовите каде што може да се спроведува онлайн судење. Неопходно ни е потребна информатичка технологија, опрема, за да можеме судовите да ги опремиме и да се врши онлайн судење. Тука зборувате за помалите судови, бидејќи голем дел од судовите, реалната слика е дека навистина немаат основа за да одржуваат судења вака, а камоли па онлайн. И генерално тоа што го имаат од опрема е од донации од странски амбасади. Имате ли нешто конкретно предлог за таа насока за надминување на тој проблем со дигитализацијата и технологијата? Значи, насоката е следна. Со буџетот за 2021 година успеавме да обезбедиме 90 милиони денари. Меѓутоа, со тие 90 милиони денари планираме да набавиме сервери од причини што мокта на серверите е при крај и тие не можат повеќе да го издржат тоа темпо и како императив се наметнува потребата од нивна замена. Во спротивно ќе колабира АКМИ систем. Поради тие причини, благодарение на разбирање на министрот за финансии, за наредната година практично имаме предвидено од судскиот буџет 90 милиони денари за набавка на сервери. Секако дека тоа е сума која што се однесува само за серверите. Меѓутоа, факт е дека е потребна целосна дигитализација на судовите во Република Северна Македонија. Не само за онлайн судењето, туку и по однос на обезбедувањето на единство во примената на законите и во начување на судската практика. Тоа значи дека изминатите години ништо не се инвестирало и се оставани некои судови да бидат дури запуштани во тој дел? Не, тие има технологија, меѓутоа факт е дека таа технологија со текот на времето е и застарена. Добро, ќе поминеме на други теми во денешното интервју. Европската комисија констатираше умерен напредок во правосудството или една оцена 3. Задоволни ли сте вие од оцената за вашите ученици во наводници? Па да ви кажам искрено, сум задоволен ако се има во предвид трудот кој што и јас како председател на Судскиот совет и членовите на Судскиот совет досега има вложено во нивната работа, а пред се на дел од судиите кои што совесно, професионално, со интегритет
се извршуваат судиската функција. Овој резултат, меѓу другото, е практично и бенефит од нивната работа. Сум задоволен од оцената и ова оцена е од огромно значење, бидејќи на некој начин ни дава насока или патоказ дека ние сме на вистинскиот пат, за да ја повратиме довербата на граѓаните во судството во Република Северна Македонија. Перцепцијата меѓу граѓаните тешко се менува во однос на сликата за правосудството. Зошто не се видливи толку брзо резултатите кои што вие ги споменувате и со кои што се фалите, дека е постигнат некаков напредок? Каде е проблемот? Па сигурно дека меѓу другото треба повеќе да обрнеме внимание и на известувањето од наша страна преку средствата за јавно информирање, према граѓаните и така натаму. Тоа е пред се мислам од решително значење. Тука зборувате за транспарентноста? Така, да. Од еден агол, меѓутоа, од друга страна, очекувањата на граѓаните се во друга насока. Тие бараат акција, односно, секој да одговара за она што го направил, а не било по закон. Дали ќе се согласите дека и тука недостасува малку повеќе акција во тој дел? Мислам дека максимално се ангажираме по однос на тоа. Ако се има во предвид дека ние 2019 и 2020 разрешивме 8 судии. Во тек се постапки против 83 судии во 2020 година. А во 2019 имавме покренато постапки против 107 судии. Кампањата предизборна и пандемијата на некој начин не можеше да не се одрази и врз работењето на судскиот совет. Меѓутоа, мислам дека за најскоро време започнатите постапки ќе бидат завршени и ќе бидат дадени уште подобри резултати од оние кои што претходно судскиот совет ги има постигнато. Тука, кога ги споменавте разрешувањата, предпоставувам мислевте и на разрешувањето на Јово Вангеловски. Тој беше ваш колега во Врховниот суд додека работевте таму. Да. Истиот тој Вангеловски беше потенциран и дома, и во меѓународните извештаи како кочничар на многу реформи. Тука пред се зборувам за спроведувањето на правдата од страна на специјалното јавно обвинителство своевремено. Истиот Вангеловски ве поддржа кога вие бевте биран за председател на судскиот совет. Дали имавте притисоци, можеби закани или некакви пријателски совети од негова страна кога дојде време за негово разрешување? 5 месеци по функцијата, вие откако стапивте на функција, Вангеловски беше конечно разрешен. Тој пат беше долг, јавноста знаеше дека речиси 2 години се водеше таа постапка за негово разрешување. Имавте ли некакви притисоци за да го разрешите Вангеловски? До сега не сум имал никаков притисок, не само за Вангеловски, туку за било кој судија кој што е разрешен. Зошто е разрешен Јово Вангеловски? Па тој е разрешен поради тоа што советот кој што одлучувал по барање заштита на законитоста, од тогаш јавниот обвинител на Република Македонија не го почитувал правното мислење кое што општа седница го има заземено. Имено, на општа седница е поставено конкретно прашање дали јавниот обвинител на Република Северна Македонија може да поднесе барање за заштита на законитоста по предмети по кои што постапува специјалното јавно обвинителство. На општа седница се отвори, значи многу јака дебата, постоje борба на мислења, меѓутоа факт е дека констатацијата на председател 7 беа за, колку што се секавам, наспроти тројца? Да, факт е дека
Предлогот на тогаш преседателот на судот дека јавниот обвинител на државата може да поднесе вореден правен лек, односно барање за заштита на законитоста во предметите што ги работеше специјалното обвинителство, не помина. Независно од тоа, Советот го усвои поднесеното барање за заштита законитоста и донесе одлука каква што ја донесе. Значи, тоа е причината за утврдување на одговорност. Ако се го спаси, сега почен од притвор. Со други зборови, да. Така. Ќе зборуваме и за останатите. Тука беа во истиот ден, освен Вангеловски, беа разрешени уште двајца негови колеги од Врховниот суд, Ристо Катавеновски и Рахилка Стојковска. И при тоа е една тешка борба за разрешување, особено на суди од највисокиот суд. Истите нивните жалби, кога требаше да стигнат, особено онаа на Вангеловски, до Врховниот суд, не беа проследени така млако. Тие поднесуваа представки до колегите кои што беа во таа комисија и кои што требаше да ги разрешат. Имате некаков исход од тие представки против, мислам дека беше судијата Шпен Деваја, Цветанка Перичи, уште еден од судиите. И без Адеми. Што се случи со нив? Па тие постапки се завршени. Значи, постапките се отфрлени. Барањата за утврдување на одговорност против овие тројца судии се отфрлени од страна на комисијата за известители. Значи, таа комисија е првиот филтер во судски совет која што се впушта во разгледување на барањата за утврдување на одговорност на судија. Таа комисија цени дали барањето е навремено, целосно или очигледно неосновано. Од страна на комисиите беше утврдено дека тие барања се очигледно неосновани и постапката беше запрена и за тројцата судии. Така, преминуваме на друга тема со оглед на времето, а имаме доста за зборување. Владата најави дека во првите 100 дена од мандатот, преку институцијата со која што вие раководите, преку Советот на јавни обвинители и антикорупцијската, ќе спроведува реформи, односно проверки на тоа што досега се работело. Вашата задача, меѓу другото, беше и да откриете кој и зошто чувал предмети во ФИОК. Вие имавте акционен план за да ги добиете тие конечни резултати, го потегнавте тоа уште во 2019, иако имаше неколку политички опомени да се убрза. Имате ли некаков заклучок од тоа? Кој застарувал предмети? Значи, уште на крајот од 2019 година јас пуштив циркуларно писмо до сите преседатели на судовите, за да ме известат прво за старените предмети и за старите нерешени кривични, граѓански и управни предмети. Паралелно со тоа, значи, донесов акционен план за посета на членови на судски совет во судовите, што практично повеќе години уназад не е било направено од страна на судскиот совет, а се во интерес да ги детектираме вистинските проблеми во врска со застарувањето на кривичните предмети и прекршочни и во врска со старите нерешени кривични, граѓански и управни предмети. По извршените посети ни останаа само 1-2-3 суда, не успеавме да ги посетиме од причини коронавирус. Меѓутоа, факт е дека имаме податоци и за овие судови и вчера на 23.11 на првата седница, значи ги разгледувавме извештаите на членовите на нашите комисии кои што беа во посета на судовите, а исто така и извештаите кои што ги добивме од преседателите на самите судови. Изготвен е акционен план, тоа е првата фаза. Втората фаза е наблегување подлапоко во овие предмети, односно детектирање на субјективните и објективните причини што довеле до застарување на самите предмети, односно до бавно решавање на тие предмети. Со ова седница продолжуваме во четврток, бидејќи не ја завршивме,
Добро, дали барем досега ви е јасно во кој суд има најмногу застарени предмети? Факт е дека податоците се уште не ни се сумирани, бидејќи не е завршена расправата. Факт е дека најмногу застарени предмети и стари нерешени предмети има во поголемите судови. Меѓутоа, некај сите имаме поголеми судови кои што немат ниту застарени предмети, а немат ниту ни стари нерешени предмети. По однос на предметите од кривичната област, на прв поглед се чини дека најмногу застарени има кај извршните кривични предмети за кривични санкции, за кривични дела, како и за прекршоци, додека пак кај граѓанските предмети, односно стари нерешени граѓански предмети, најмногу нерешени се парнични предмети, од кои имотни спорови, облигациони односи, работни спорови, а исто така за чудови податок што има голем број нерешени оставински предмети. На што се должи ова? Оставинските предмети преминаа во работа на нотарите. Странките, предлозите за покренување на оставински постапки ги поднесуваат до судовите, судовите оформуваат и заведуваат предмет, меѓутоа истиот го доставуваат кај нотар, бидејќи тој е сега надлежен да постапува по оставинските предмети. Значи, многу се развлекува постапката, оставинската постапка кај самите нотари, а тоа негативно се рефлектира на работењето на судовите, бидејќи судовите не постапуваат по тие предмети, но се заведени кај нив и се водат како незавршени предмети. Добро, во која група, бидејќи имате се уште работа и време кое што ви е потребно за анализа, во која група спаѓа најголемиот кривичен суд во земјава од Скопје? Оние кои што имаат многу заостанати предмети? Да. Да? На што се должи работата овде? Па, најверојатно се должи на овие предмети, на застарени извршни предмети за кривични санкции и за прекршочни санкции. Иако по некои предмети на вистина се гледа дека се вложени максимални напори да се завршат, меѓутоа овие предмети често пати се поврзани и со работка со органите за внатрешни работи. Се издаваат домашни потерници, се издаваат меѓународни потерници, па потребно е лицата за да се упатат во затвор претходно да бидат пронајдени. Тоа е главната причина што застаруваат овие предмети, но за жал можам да констатирам дека и во два други суда во државата постојат застарени извршни предмети кои што се однесуваат на извршувањето на кривичните санкции за кривичните дела и за самите прекршоци. Втората фаза од нашиот акционен план е детектирање на субјективните и објективните слабости. Веќе детектиравме во два суда против двајца судии и веќе се покренати барања за утврдување на одговорност на двајца судии. Рана е фазата, меѓутоа не очекувам да ми кажете име и презиме, знам дека ќе се повикавте на тајност на постапката, меѓутоа за кои судови станува збор? Најдобро е да не ви кажувам, оти не смеам тоа да го кажам по сила на законот, ако се има во предвид презумпцијата на невиност, меѓутоа за скоро време ќе дознаете. Добро, остануваме и понатаму во студиото, следуваат реклами, почитувани гледачи. Следите анализа на телевизија 24, гостин е првиот човек на судски совет, Киро Здравев. Господине Здравев, продолжуваме понатаму со темите. Европската комисија после долги години даде една позитивна критика за работата на судскиот совет. Се констатира, ќе цитирам, Судскиот совет покажа зголемен, проактивен став во извршувањето на својот мандат како чувар на независноста и на непристрасноста на судиите, а насоките понатаму се дека целосно спроведување на начелата на независност и на транспарентност треба да продолжи,
особено за да запрат критиките за судскиот систем кој што најчесто подлегнува под извршната власт. И сите овие пофалби прекинуваат во оној момент кога опозицијата гласно почна да реагира за изборот на односно за предлогот на судиката Добрила Кацарска за уставен судија. Може ли да образложите за гледачите зошто токму Кацарска ја избравте да биде уставна судика, иако нели изборот далеко од избор треба да се изгласа и во собрание? Да. Значи, според Уставот на Република Северна Македонија, Судскиот совет на собранието му предлага 20 кандидати за избор на судија во Уставниот суд. Ова право е попрецизно разработено во Законот за Судскиот совет, во кој што се определени посебните услови за кандидатура на судија во Уставниот суд. И во Законот за Судски совет е определено дека Судскиот совет, одредот на судиите, не надвор од фелата, од истакнати правници надвор од судството, туку одредот на судиите кои што имаат работно искуство преку 15 години и кои што во своето работење се докажале во развојот на стручната, на правната мисла, ќе бидат предложени под овие услови, може да бидат предложени како кандидати за судии на Уставниот суд. Значи, врз основа на наша претходна анализа, во комбинација беа повеќе судии и анализата ни покажа дека токму Кацарска е таа судика кој што благодарение на нејзиното долгогодишно судиско искуство, таа беше еден мандат и председател на Основниот кривичен суд, ценејќи ги го нејзиното постапување, навремено постапување по кривичните предмети, едногласно Судскиот совет утврди како предлог Добрила Кацарска да биде наш предлог до собранието за избор на судија во Уставниот суд. Ние до собранието доставивме кратко образложение и CV од судијата, во кој што меѓу другото беа наведени и нејзините активности, не само предметно постапување, туку и вон предметна работа. Меѓутоа, факт е дека опозицијата како решение не го прифати тоа. И дури беше малку... Вие не образложивте во собрание, тие бара образложување, не образложивте, еве истото ова што сега ми го кажавте, не го кажавте во законодавниот дом. Исто и тоа беше замерка. Да, не го образложив поради тоа што и во деловникот на собранието е определено дека предлогот може, но не мора да биде образложен. Сега ние, како судски совет, како судска власт, оценивме дека тоа што го доставивме е доволно. Меѓутоа, во иднина кој ќе предлагаме наредниот судија, кандидат за судија во Уставниот суд, можеме да дадеме и, така да кажам, поголемо образложение, подлабоко образложение по однос на нашата одлука. Меѓутоа, сепак ќе речам дека Судскиот совет е највисок орган во судската власт. Тој ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судиите. Факт е дека одредени пратеници се посомневаа во тој предлог, меѓутоа ние остануваме кон предлогот ако се имат во предвид уставните одредби, како и одредбите од Законот за Судски совет. После сите овие случувања не се поколебавте во изборот? Не. Остануваме и понатаму и го поддржуваме.
Добро, ќе останеме на тема Уставен суд. Актуелни беа поради критика во јавноста во однос на додатоците. Само да појаснам за гледачите, на платата од околу 1500 евра која што ја зимаат, имаат изгласан, односно интервенции, сами ги изгласале, да добиваат уште по околу 500 евра додатоци на таа плата. Не беше спорно само висината, со оглед на кризната состојба и пандемијата, губењето на работните места на многу луѓе, се спореше начинот на кој што беше интервенирано во правилник, наместо тоа да се случува во собрание, за тоа да даде поддршка да се даде во законодавниот дом. Не ве прашувам како председател на судски совет, бидејќи знам дека Уставниот суд во однос на одлучување и на буџет е независен. Ве прашувам како правник, како долгогодишен судија, дали сметате дека е избран правиот начин за да се интервенира со додатоци на платата? Јас ќе ви кажам како кај нас по судската власт е уредено ова прашање. Значи, по однос на платите на судиите, тие се движат од 49.000 до 59.000 денари. Значи, погрешни се информациите дека судиите во судството, не навлегувам и не ми е познато за уставните судови, дека земаат големи плати. Имаат коефициент по законот 3,7. Председателот на Уставен суд има 4 коефициент. Тоа се нели множи со просечната плата и така излегуваат. Како ние го решивме тоа? Значи, имаме закон за плати на судии, закон за плати на судски службеници, закон за плати на членови на судски совет. Со измени и дополнување на овие закони се даде можност за признавање на додатоци на плата по 3 основа за судиите. Тоа е услови за работа, ризик и доверливост. Да. Значи, вкупниот износ изнесуваше до 35%. Кај судските службеници беа предвидени 4 основа. Значи, ризик, услови за работа, доверливост и прекувремена работа. По првите три основа, кај судските службеници има 25% и по четвртиот основ има 10%, значи вкупно 35%. Судиите и судските службеници по однос на висината на додатокот на плата се апсолутно изедначени, со тоа што судски буџетски совет, кога донесува одлука за утврдување на висината на додатокот, има во предвид дека тие 10% по основ прекувремена работа, што е предвидена за судските службеници, е во надлежност на преседателите на судовите. И затоа висината на додатокот понекогаш не е иста за судиите и за судските службеници. Што се однесува во врска со ова прашање, ние изработивме како судски совет правилници. Значи, правилник за додаток на плата на судии, правилник за додаток на плата на судски службеници и правилник за додаток на плата на членови на судски совет. Тоа го регулираме, значи, врз основа на право предвидено со закон, а во постапка и по критериуми утврдени со подзаконски акт, односно со правилник. Добро, не ми одговоривте дали е вистинскиот начин во Уставниот суд она што се случуваше преку интервенција во правилникот, меѓутоа гледачите можат да ценат од вашиот одговор. Сега да ве прашам, бидејќи во пандемијата, кажавте и на почетокот дека се намали одредена работа во некои судови, не се оди по исто темпо, дали ќе останат сите суди да земаат во цела држава исти додатоци, ако се има предвид фактот дека некаде има помалку работа, некаде повеќе? Не. Во самите правилници, покрај овие 3 критериуми во правилникот за додаток на плата на судии, односно 4 во правилникот за додаток на плата за судските службеници, се предвидени и посебни основи по кои што судијата, односно судскиот службеник, може да земе додаток на плата.
таму се предвидени повеќе основи и додаток на плата треба да земе само оној судија, оној судски службеник кој што ги исполнува тие услови. Меѓутоа, за жал, кај нас председателите на судовите подеднакво признаваат додаток на плата на сите судии, односно на сите судски службеници, без оглед на тоа дали ги исполнуваат условите предвидени во правилникот или не. Не е тоа целта на додатокот на плата. Целта на додатокот на плата е да ги стимулира тие што работат, а на некој начин да ги казни тие што не работат. Тие што работат ќе добијат додаток на плата, меѓутоа тие што не работат нема да добијат додаток на плата. И ако сака да добијат, значи треба да вложат дополнителни напори за да може да го остварат тоа право. Имаше една иницијатива од судиите тука во единица и во двојка во Скопје да тие бидат издвоени со посебен буџет, односно да бидат повеќе вреднувани во однос на финансиите. Имате такво нешто дебатирано во судскиот совет со оглед на тоа што тие велат дека имаат поголем обем на работа и број на предмети со кои што секојдневно се соочуваат? До сега не е пристигната некоја таква иницијатива од било кој суд во државата. Сега за сега судскиот буџет е еден и единствен за сите судови во Република Северна Македонија, вклучувајќи и судскиот совет и Академија за обука суди и јавни обвинители. Добро, да, господине Здравев, сакам да ве прашам тука во однос на функционалноста на судството. Факт е дека голем број на граѓани веќе се заминуваат од државата, а таму каде што има малку граѓани, уште помалку суди. Тука зборувам за помалите места, Берово, Делчево, Крушево. Еднаш ја отворивме оваа тема, дали направивте анализа што ќе се случува во тие судови, бидејќи ниту на една рака не можат да се избројат судиите кои што работат таму. Дали се пред затворање тие судови? Значи, ние изработивме стратегија за развој на човечките ресурси и мрежата на судови. Ова стратегија, овој документ е од огромно значење, бидејќи со него во иднина треба да се утврди системот на управување со човечките ресурси и со мрежата на судови. Во иднина, тргнувајќи од имплементација на самите реформи, значи врз основа на функционална анализа на сите основни судови, бидејќи основните судови немаат до сега функционална анализа, треба да се утврди оправданоста од постоењето на определени помали судови. Во тие анализи приоритетно мора да се води сметка да не се повреди правото на граѓаните до пристап до судот. Што значи дека и понатаму ќе распределувате суди од други места, например од Штип во Берово или во Делчево, со цел да не се затворат овие судови? Натаму во таа насока размислувате? Апсолутно, се додека не се измени законот за судовите, бидејќи организационата поставеност на судовите во нашата држава е дадена во законот за судовите. Ние имаме 27 основни судови, 4 апелациони судови, еден управен суд, виши управен суд и врховен суд, или вкупно 34 суда. Значи, претходните анализи треба да покажат дали определени мали судови треба да останат или не. Факт е дека недостатокот на судии ни се одразува врз работењето на сите судови. Меѓутоа, во помалите судови, тој проблем е најмногу изострен. Како што рековте, немаме судии и ние тој проблем мораме да го решаваме со упатување на судии од поблиските судови. Еве во Берово, значи делегираме, упатуваме судија од Основен суд Струмица и од Основниот суд Штип.
Во Делчево, бидејќи постои само еден суди од Делчево, да делегираме суди од Кочани. Во Виница исто така делегираме судија од Кочани. Во Крушево од Основниот суд Битола. На оваа тема вие влеговте во конфликт со идните суди кои што завршија ја помина обуката на Академија за суди и јавни обвинители. Тие реагираа на една ваша изјава токму во делот на прераспределбите и недостатокот на кадрите. Ве обвинуваат за дискриминација. Тие сакаат да аплицираат за да се вработат овде во кривичниот или во граѓанскиот суд во Скопје, каде што и тука фалат 20 на судиски места кои што треба да се пополнат, меѓутоа вие ги насочувате токму кон овие помали места. Дали ги дискриминирате? Не, во никој случај. Во никој случај, бидејќи ние како судски совет мораме да го решиме проблемот со недостаток на судии во тие помали судови. А зошто? Затоа што не е само ова година упатувањето на судии од другите судови во тие помали судови. Тоа трае унацат повеќе години. И сега согласно новиот закон за судски совет, еден судија може да се упати на работа во друг суд само до една година. А повторно дури по истекот на 6 години. Значи, ќе дојдеме во ситуација да во тие помали судови немаме судии. А ова се навистина млади и јас во ова прилика на некој начин би ги замолил да конкурираат. Значи, ја не знам што се плашат. Тоа се основни судови, кај што тие кај што судија до 2 години работно искуство мора да прво да постапува по предмети во надлежност на основен суд со основна надлежност. Значи, и да бидат избрани во некој од судовите кои што се со проширена надлежност, тие ќе постапуваат по материја кој што е во надлежност на судови од основна надлежност. Тука ќе преминам на конкретни примери од кои што јавноста е многу засегната, имаше изминатиот период многу реакции. Прво ќе почнем со случајот за сообраќајната несреќа кај Млечен. Наташа Димитриевска, која што излезе како тешко повредена од таа сообраќајка, поднесе представка против судиката Елена Јосифовиќ со забелешки и за водењето на судскиот процес, но главната забелешка за условната осуда против Васил Чорбаджиев, човекот кој што ја предизвикал сообраќајната несреќа со смртни последици во која што почина и сопругот на Димитриевска. Ова беше иницијална каписла и да се заинтересирате што се случува со ваквите судски процеси и зошто се толку ниски казните. Побаравте и од Врховен суд да направи анализа. Може ли прво да ми кажете докаде е представката за Димитриевска, а потоа и вториот дел? Да, значи представката веднаш беше земена во работа и истата беше реферирана на една од претходните седници на судски совет. Значи ние задолжително држиме една седница во месецот на кој што ги разгледуваме представките и поплаките од граѓаните. Притоа констатиравме дека одлуката е изработена, дека е доставена и дека е поднесена жалба. Со оглед на тоа да наводите во поднесената представка представува и жалбини наводи, а ние како судски совет не сме суд од втора или трета инстанца, се договоривме да почекаме каков ќе биде исходот од постапката по жалба. Како ќе одлучи апелациониот суд по жалбата на Наташа Димитриевска. Но независно од тоа, подопрен глас до нас, ние стекавме убедување дека постојат повеќе граѓани кои што се оштетени во сообраќајни незгоди и кај нас се наметна прашањето дали казнената политика одговара за тие кривични дела. Со оглед на тоа, да Врховниот суд, како највисок во државата, согласно член 101 од Уставот на Република Северна Македонија, е должен да обезбеди единство во примената на законите и во начување на судската практика, упативме писмо
и укажавме дека Врховниот суд треба да расправа по однос на казнената политика за ваков вид на кривични дела. Имате одговор од Врховните суди? Се уште немаме одговор. Се надевам дека, бидејќи распишавме и оглас за избор на председател на Врховниот суд, дека по изборот на председател на Врховниот суд ќе добиеме одговор и на ова прашање. Во ред и за вториот случај кој што побуди интерес и реакции во јавноста беше укинувањето на пресудата во Врховниот суд за Насер Штрефи, момче осудено за убиство на матурантот Ангел Петковски во 2014 година. Беше осуден на 14 години, па потврден од апелација и сега после 4 години пресудата е укината. Допреа ли реакциите до судскиот совет? Да, секако, кога извршивме посета на Врховниот суд по однос на нерешените стари предмети, како впрочем и кај останатите судови, овој предмет беше посочен како незавршен предмет. Во меѓувреме постапката е завршена и ние по сознанието... Овој предмет се чувал во ФИОКа? Ова е еден од тие предмети? Значи, овој предмет поминал ке повеќе судии, од кои двајца се претходно разрешени. Значи, бил кај судиката Рахилка, па од кај судиката Рахилка бил кај судијата Ристо Катавеновски, за да последниот пат дојде и биде распореден кај колешката Перичи и да предметот биде завршен. Но ние во секој случај бараме попрецизни податоци од Врховниот суд, за да видиме дали има место за преземање на некои мерки во врска со тоа. Вие следите и реагирате на работата на судовите, меѓутоа не е помалку значително и оно што се случува во судскиот совет. И таму имаше некои скандали во однос на членот Зоран Теофиловски, кој што и со самиот избор, со тоа што има роднинска врска со предходната, со председателка Александра Зафировска, со самото тоа уште со негово влегување имаше доста реакции за неговиот избор. Меѓутоа, тој сега е под истрага за злоупотреба на службената положба, за не во тек на судскиот, додека бил член на судскиот совет, туку претходно. И вие наметнавте една чудна пракса, не само со Теофиловски, кога не дозволивте да оди во притвор, туку само му го симнавте имунитетот. Истото се случи со судијата од Управен суд Мустафа Шахин. Прашањето ми е, зошто ја присвоивте таа пракса да одлучувате да им се симнува имунитет, а при тоа на некој начин, како што велат обвинителите, да се мешате во истрагата, да не дозволувате притвор? Па видите, значи, одлучувањето по однос на имунитетот и одлучувањето по однос на одобрување на притворот е утврдено со Законот за судски совет. Значи, тоа е се едни од нашите надлежности. Судскиот совет одлучува за одземање на имунитет на судија и на негов член, а исто така одлучува дали ќе прифати или ќе одобри притвор или не. Значи, тоа е во рамките на надлежностите на судскиот совет. Во овие два предмета, независно од тоа дали се работи за судија, дали се работи за член на судски совет, ние одлучивме да му го одземеме имунитетот и на едниот, и на другиот, со цел да во кривична постапка се утврди дали е виновен за стореното кривично дело или не е виновен за стореното кривично дело. Со тоа не значи дека се ставивме во улога да го заштитуваме. Напротив, со одземањето на имунитетот ние одобритме водење на кривична постапка и против едниот и против другиот. По однос на притворот, не прифативме притвор од причини што А зошто вие треба да прифаќате? Нели судот одлучува за притворот? Меѓутоа, ние даваме одобрение
кога се работи за судија, согласно закона за судски совет, судскиот совет дава одобрение за притвор. Тој имунитет не му се замрзнува кога тој судиски имунитет, кога тој преминува во судскиот совет? Имунитетот не е проблем за имунитетот. И ние го одзедовме имунитетот со цел да својата невиност... Меѓутоа, тој се повикува на имунитет. Каков имунитет има ако е член, а е замрзната неговата функција на судија? Да, меѓутоа тргнав по тоа дека тој е судија. Значи, 8 членови на судски совет се одредот на судиите. Еден од начините на престанок на функцијата на член на судски совет е доколку тој биде разрешен и од судија, односно доколку биде утврдена негова одговорност како судија. Значи, со неговото разрешување како судија, автоматски повлекува и разрешување како член на судскиот совет. И сега учествува во седници и во одлучување, Теофиловски? Да, учествува. Со каков кредибилитет? Разрешува, бира суди, предлага? Да, тој како член на судски совет ги извршува сите обврски што по законот ги има. Во ред, сакам само да прашам уште во однос на диагнозата за судството, ако се низ годините се квалификуваше како партизираност, вие како прв човек на најмоќното судско тело во државата, ќе успеете ли да го донесете лекот, да го најдете лекот пред да ви заврши мандатот во април? Значи, тргнувајќи од самиот себе, значи, ја гарантирам дека сум деполитизиран, дека не сум бил член на ниту една партија. По однос на останатите членови, ова прашање ќе треба да го упатите на нив. За мене, што е битно? Битно е да судски совет работи како тим. Факт е дека сите луѓе не се исти. Некој може повеќе да даде, некој помалку. Меѓутоа, кога работиме како тим, успехот на самиот тим го покрива, така да речам, и помалото ангажирање на некој член од судски совет или воопшто на тимот во екипата, па да земеме и фудбалска екипа да се работи. Меѓутоа, на крајот сакам да кажам, бидејќи сме пред крајот емисијата, имаме уште минута до крајот, сакам да кажам една работа. Значи, да испратаме една порака до извршната и до законодавната власт, да нивната желба за самостално и независно судство не ја пласираа само декларативно, туку со конкретни действија и видливо да потврдат дека и како се заинтересирани за самостојноста и независноста на судството. И она што е најбитно, мислам дека во иднина мора да инвестираме во човечките ресурси од причини што тие инвестиции се најаки капитални инвестиции. Ви благодарам за разговорот, господине Здравев, ова беше ваше прво интервју во живо. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.